Почитувани представници на медиумите, ВМРО-ДПМН продолжува да се раководи по начелата на принципиелност и одговорност во работењето, како и транспарентност и отчетност во однос на ветеното и сработеното пред граѓаните, со кои континуирано во изминатите 9 години заеднички ги креираме успесите и политиките за севкупен општествено-економски и социјален развој на земјата. На денешната пресконференција би сакал да информирам за досегашниот степен на реализација по однос на сите реформи, проекти и активности во областа на образованието во првите 100 дена од работата на владата, предводена од ВМРО-ДПМН. Дел од понудените проекти за чија имплементација се обврзавме во следните 4 години согласно дефинираната динамика наведена во акциските планови, се веќе спроведени и ги даваат очекуваните ефекти, додека за дел од нив активностите се во тек на имплементација или во фаза на подготовка. Во однос на унапредувањето на образовната инфраструктура во основното и средното образование, многу ученици новата година ја започнаа во значително подобрени услови за следење на наставата, затоа што во целост е реализиран проектот за реконструкција на 19 основни и 8 средни училишта, а во завршна фаза се и реконструкцијата на уште 3 основни училишта во општините Ѓорче Петров, Дебар и Берово. Исто така во целост се реализираат проектите за изградба на нови 4 училишта од цврста градба, 2 основни и 2 средни, 5 така наречени модуларни училишта во рурални средини, како и доградба на објекти во состав на две училишта во општината Шутор и Зари. Во фаза изградбата и на средното училиште во општина Сарај, како и изградбата на 6-тото модуларно училиште лоцирано во село Марена во општина Кавадарци. Сумирано се работи за акциски план вреден приближно 500 милиони денари. Во изминатите 3 месеци, преку капиталниот проект за изградба и опремување на 145 училишни спортски сали, нови спортски сали добија општините Росоман и Радовиш, додека во 6 други општини во изградба е исто толкав број на современи спортски објекти. Во дел на високото образование и студентскиот стандард започнавме 3 капитални проекти кои што се во насока на инфраструктурна надградба. И тоа реконструкцијата на студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје, која ќе се одвива етапно и целосно ќе биде заокружена во 2016 година. Во оваа прва фаза предвидено е да бидат инвестирани 76 милиони денари. Вториот проект е адаптацијата на касарната во Охрид за потребите на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле, која се одвива во 3 фази, од кои во последната е предвидена и изградба на спортска сала. Првата фаза предвидува влог од речиси 36 милиони денари. Третиот отпочнат проект за изградба на нови објекти е за потребите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство и Факултетот за физичка култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Постапката за избор на идејно решение е во тек. Подеднакво внимание посветуваме и на унапредувањето на наставата и воспитно-образовниот процес. Така во делот на основното образование би потенцирал дека од 1 септември Република Македонија стане единствената земја во регионот која што го воведе Кембридж образовниот систем, еден од најквалитетните во светски рамки, прифатен во 160 земји и над 9000 училишта. Учениците од 1 до 3 одделение веќе изучуваат математика и природни науки по целосно подготвени нови наставни програми и секако учебници, адаптирани според меѓународните програми на Меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж. Во 2 училишта во кои започна минатата година да се имплементира меѓународната IB програма во оделенска настава се воспостави континуитет, со тоа што оваа програма годинава се пововеде за прв пат и во предметната настава. Во делот на средното образование го започнавме проектот за модернизација на стручно образование, кој предвидува опремување на средните стручни училишта со современи лаборатории, додека проектот Обсерваторија на вештини предвидува подобрување на наставните планови и програми преку детална анализа на адекватноста на вештините со кои располагаат учениците од средно стручно образование во корелација со потребите на пазарот на труд. Во меѓувреме, започнавме и подготвителни активности за отварање на реални компании во средните училишта сродни на застапените струки, наменети првенствено за практичната настава на учениците, но и за комерцијализација на производите и услугите, односно понуда на реалниот пазар. Согласно ветеното, во соработка со општините Битола, Прилеп, Штип, Охрид, Велес и Струмица, ги дисперзиравме паралелките на Спортската академија од Скопје, за која е донесен и посебен закон. Паралелно во рамки на проектот Спортски таленти, воведена е законска обврска за сите училишта да формираат спортски клубови и да регистрираат екипи во 10 спортови. Крајна цел на овој процес и проект е процентот на ученици во училишно-спортските активности да се зголеми со опфат од 36% од вкупниот број на ученици, за да се заврши, фактички да се изврши рана детекција на младите талентирани спортисти согласно нивните афинитети кои се соодветни на соодветните спортови.
од проектите кои ги засегаат и основните и средните училишта, би сакал да информирам дека во тек е постапката за набавка на интерактивни табли, а во следна фаза ќе биде започнеме и со постапката на набавка на 300.000 таблет компјутери. Во областа на високото образование, најважно е што започнавме со подготовките за проектот на реформата на педагошките факултети, кој ќе придонесе за подобрување на квалитетот на наставниот кадар, подигнување на генералната слика за улогата на наставникот и почитување на улогата на наставниците во образовниот процес и во општеството во целина. Една суштинска придобивка за целокупниот образовен систем во Република Македонија. Македонските студенти и понатаму ќе учат од современата литература која се учи на врвните светски универзитети. Новина во овие 100 дена беа измените на законот кој што ги донесовме на крајот на месец август, со кој Министерството за образование и наука се задолжува секоја година да набавува нови 50 книги од првите 10 највисоко рангирани универзитети според Шангајската листа. А од друга страна, со цел за поголема достапност на високообразовните установи на лица кои поради било кои причини во минатото не биле во можно да се стекнат со високо образование, проектот 35-45 се трансформира во проект 30-35 со намалувањето на границата на возраст за учество во овој проект. Им се овозможува на поголем број граѓани да се вклучат во процесот на завршување на нивното образование. Поддршката кон наставно-научните истражувачки работници е видлива и преку континуираните долгогодишни проекти за обезбедување на бесплатен пристап до соодветна современа меѓународна литература и списанија со импакт фактор, преку проектот за набавка на лаборатории кои што во континуитет ќе продолжуваат и секако со ново формираниот фонд за иновации и технолошки развој кој што ќе биде од исклучително значење во насока на промоција за можностите за промоција на личниот труд и воспоставување на домашна и меѓународна соработка. Ова се само дел од вкупно 47 проекти на кои работиме во сферата на образованието, а се содржани во нашата програма. Со задоволство можам да констатирам дека во овие 100 дена 12 од нив се реализирани, 29 почнаа да се реализираат и се во тек. Владата и понатаму ќе продолжи со максималните заложби за унапредување на квалитетот на образовниот систем во Република Македонија и следење на современите светски образовни трендови. Ви благодарам.